Да, Бојана, како што кажа и ти, колку се безбедни македонските патишта, дали инфраструктурата и контролите се доволни за да се спречи една ваква трагедија, како што и кажа ти. Во овие вести за мој соговорник го имам инженерот по сообраќај Игор Митревски. Добро вечер, Митревски, добро дојдовте во вестите на Алфа. Добро вечер, ви благодарам за поканата. Оваа трагедија отвара навистина многу дилеми, но во фокусот на јавноста е се годините на возачот на тешкото товарно возило, кој што е на 76 годишна возраст. Колку ова влијаеше во оваа трагедија и дали треба нешто конкретно да се промени во овие законски регулативи, каде што возачите на ваков тип на возила треба да бидат со помала годишна возраст? Па да, веројатно причината за сообраќајната несреќа, се надевам дека експертизата, медицинската експертиза ќе заклучи која било причината, дали било причината за спивање на возачот, дали доживел некој здравствен проблем. Меѓутоа, како што и самите спомнавте, би требало да има поригорозна контрола во однос на возачите кои што управуваат возила кои што се користат во јавен превоз, зборувам за автобусите и камионите. Така, колку брзината, состојбата на патот и техничката исправност влијаеше еве конкретно за овој трагичен настан на Скопската обиколница? Па секако брзината, генерално знаеме дека возилото веројатно се движело во интервалот од 80 до 90 км на час, што е вообичаена брзина за тешки товарни возила, меѓутоа не треба да го занемариме фактот дека возилото пренесува товар и веројатно една од причините кои што биле за пробивање на онаа заштитна ограда или банкина, претпоставувам дека бил товарот кој што се движи во граници од 40 на тони. Да. Така. Според она што е засега познато во јавноста од информациите од Министерството за внатрешни работи кои што беа на увид на местото на настанот, според вас еве експертите дали имало некаква можност да се спречи оваа трагедија? Искрено ви кажам, како што и претходно спомнавме, има многу сценарија тука и веројатно возилото кое што преживеало, тоест возилото во кое што ги бележиме овие 4 жртви, веројатно имало мала можност да преживее во таков тип на сообраќајна несреќа и веројатно управувачот со тоа возило би требало да биде да не речам техничко лице кое што со години се занимавало со сообраќај за да ја предвиди таа ситуација, меѓутоа за жал еве во овој случај тоа не се случи. Да. Според вас што треба итно да се промени на еве конкретно на Скопската обиколница? По однос на патната инфраструктура, последните години бележиме значително подобрување, меѓутоа и она патна инфраструктура која што е изградена би требало континуирано да се одржува и доколку имаме можност за имплементација на некои посовремени системи, што е всушност и да речам некаква траекторија на градење на патиштата низ Европа, треба да се применуваат и кај нас и во однос на подобрување или конкретно оние интелигентни транспортни системи треба да се имплементираат и на нашите патишта, да. Така, и за крај една ваша оценка колку се безбедни општо патиштата низ Македонија? Колку се безбедни, па јас постојано спомнувам дека Македонија се движи во границите од 120 до 150 жртви во сообраќај секоја година. Како што спомнав, последните години имаме значително подобрување по однос на продолжување на изградба на нова патна инфраструктура. Го имавме оној систем Safe City кој што значително влијае за подобрување на состојбите во Скопје, меѓутоа тоа секако и вакви инцидентни аномалии треба некако законски да се решаваат и јас тој со години го зборувам дека е потребно да се формира агенција за сообраќај која што ќе ги
народски кажено, пегла сите овие ситници кои што ќе го намалаат бројот на жртви во сообраќај. Ви благодарам, господине Митревски, за гостувањето во Вестите на. Благодарам на можност. Да, Бојана, еве имавме можност да слушнеме на експертско мислење од страна на инженерот по сообраќај Игор Митревски. Се надевам дека бројката на вакви трагични настани во иднина ќе се намали.